Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Уште една анализа на тема СДСМ. Ве ветев дека ќе направиме анализа за трите групи на ВМРО во Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа дојдоа нови ексклузивни информации што се случува во СДСМ, бидејќи тамо во овој момент или во оваа фаза од годината или политичките разврски ферментират процесите. Иако јас избегнувам да правам анализи за СДСМ, бидејќи најмалите бројки на вонредни политички анализи или на интервјуи поврзани со СДСМ се секош многу помали, барем за 10-15% во споредба со другите вонредни политички анализи или со другите интервјуи кои ги објавуваме недела во 22 часот. Еве сега интервјуто со Филип Петровски, иако има најмногу реакции. Интервјуто со Филип Петровски и интервјуто со Љубомир Фрчковски, како што сега се тенденциите, трендовите или сега се бројките, тие би биле во овој момент најмалку гледаните интервјуи, некаде до 84-85 илјади прегледи. Зошто е тоа така, како е, кои се причините, можеме да претпоставуваме, меѓутоа тоа се во моментот фактите или бројките. Што се случува во СДСМ? Видите, за да можеме да ја разбереме политичката рамка или политичката разврска која се случува или ќе се случува во Република Македонија во наредниот период. Христијан Мицковски не може да биде симнат од власт без подршка на странците. Зоран Заев, читай Венко Филипче, не може да биде поразен во структурите на СДСМ без подршка на странците. И ко така ќе ги поставите работите, ниту Мицковски да може да биде поразен без подршка на странците, ниту Зоран Заев да му биде земен на СДСМ или да биде поразен во внатре-партиските структури без подршка на странците, вие во таква ситуација немате некој голем маневрски простор, освен да бидете видливи. Да бидете присутни, тие што сакат нели да го заменат прво Зоран Заев и Венко Филипче, а подосна со помош на СДСМ или со помош на одредена поширока коалиција да го заменат и Христијан Мицковски, мора да бидете видливи, да ги убедите странците, да ја убедите македонската јавност и врз база на тоа да може да направите одредени политички разбраски. Така што вечерва што се случува во СДСМ и во кој правец оди бродот на Бихачка. Од каде да почнем или што велат американците првото. Сакав да почнем со ловниот дом, меѓутоа ми се чини дека треба да почнеме од одредена средба, која во Струмица некаде пред повеќе од еден месец се случува. Неколку мокни амбасадори во Република Македонија, или како ги нарекуваат амбасадори на квинтата, тоа се 4-5 најмокни држави се нивните амбасади или амбасадори тука во Република Македонија, проширени и надградени со еден амбасадор на соседна држава на Република Македонија, син на председател на таа држава во клучни временски периоди, некаде крајот на 90-тите, почетокот на 2000-те години. Имаат средба со лицето ЗЗ. На таа средба во Струмица му е директно кажано дека има две опции. Под број 1 да продолжи и понатаму да биде во комуникација или да биде во тајна коалиција со Христијан Мицковски, и тогаш кога ќе дојде време или кога ќе дојде бранот, во пакет да бидат решавани и ЗЗ и Христијан Мицковски. И под број 2 во последен момент да се премисли, да ја смени својата позиција и да почне опозицијски да делува. Врз база на тие укажувања, подосне онаа средба на Венко Филипче и на Али Ахмети, каде што се договара, па не се договара и така натаму, да учествуват или да не учествуват на последната лидерска средба во клубот на пратениците. Под број 2, после таа средба на амбасадорите на квинтата со лицето ЗЗ, СДСМ почнува да го менува својот милјан смилјан вокабулар на политичко делување, да упатува одредени пресконференции, критички тонови кон Христијан Мицковски, кон ВМРО-ДПМН. Знаете, кога тие луѓе ве гледат од одредена височина, водно, шарпланина, кораб и така натаму, тогаш може точно да детектират што вие правите, до каде глумите, до каде сте реални, до каде планирате да одите во тоа опозицијско делување, бидејќи на крајот ќе мора, нели, не можете цело време да давате жмигавец лево и да вртите десно, во еден момент ќе мора да се произнесете кој правец сакате да го фатите. На таа средба на амбасадорите на квинтата со лицето ЗЗ му е директно кажано да се дистанцира од Христијан Мицковски. Под број 2, ако тоа не го направи, дека Стево Пендаровски
ќе му го донесат начело на СДСМ. При тоа не мора да биде лицето Стево Пендаровски, туку одреден формат на политичка разврска, каде што би одеде на некакви решенија од типот на Стево Пендаровски. Што сакам да кажа? Во еден момент, кога вие ќе влезете во одреден политички цајтнот, а тоа е можно проширување на Европска унија, решавање на одредени уставни проблеми, кризи, француски предлог тука во Република Македонија, и кога ви е неопходно СДСМ да биде или носач на тој процес, носач на авиони, или заедно со ДУИ да бидат двата носачи на тој процес, или носач на авиони, кои би направили или би предизвикале во финалето на тој процес одредена промена на власта, колку тоа да ви изгледа сега невозможно и апсурдно, значи во одреден временски цајтнот, кога вие не може да креирате одредени решенија, тогаш вие играте на одредени решенија кои ви се присутни на теренот. Тој е Зоран Заев, но дистанциран од Христијан Мицкоски. Тој е Венко Филипче, ако треба дистанциран од Зоран Заев и дистанциран од Христијан Мицкоски. Ако нито едниот, нито вториот не се на висината на задачата или не може да ја реализира задачата која ќе им биде или треба да им биде ставена на располагање, тогаш ќе одат одредени готови решенија. Тоа што може да најдат на таблата, тоа што може да најдат, знаете, кога вие правите одредена турлитава, тогаш тамо ставате тоа што го имате. Ако имате патлиџан или домати, ќе ставите домати, ако имате црн патлиџан, ако немате пиперки, не ставате пиперки. Во таква ситуација вие го имате Стео Пендаровски, го имате Оливер Спасовски, го имате Љубомир Фрчковски, значи тоа се играчи кои можете да ги ставите на располагање, бидејќи другите не ви се разиграни, или да го пропуштите бродот и да ја пропуштите шансата и да заиграте на некаква варијанта на промени во левица, но тоа е под разно на последно место тамо некаде Ш, што се вели Ш варијанта во политичките разврски во Република Македонија. Значи, на Зоран Заев му е директно кажано, или на лицето ЗЗ, да се дистанцира од Христијан Мицкоски, да игра на Оливер Спасовски како генерален секретар и час поскоро да ја бетонира својата соработка со албанските политички субјекти, а тамо безмалку сите се наоѓаат во опозиција во однос на Христијан Мицкоски. После таа средба на квинтата со лицето ЗЗ во Струмица или во Југоисточна Македонија, доаѓа средбата од минатата недела, која е клучна на ова наша вечерашна политичка анализа, а тоа е тајната вечера во ловниот дом во Струмица. Тоа што до пред половина година или една година беше Вила парк во Струмица, тамо и средбата на Зоран Заев, Оливер Спасовски со Али Ахмет и Артан Груби, тамо и средбата на Зоран Заев со представници на другите албански политички партии, тогашна опозиција, денешни дел на владината коалиција, Влен и така натаму и така натаму, сега е ловниот дом во Струмица. Кога некаде пред една година снимавме интервју со градоначелник на СДСМ од Југоисточна Македонија, на прашањето или на оние разговори кои се прават пред да биде официјалниот дел на интервјуто, Милам Зоран Заев е во Дубај, веројатно тамо сака да живее, веројатно ќе се повлечи. Го провоцирам да видам како ќе реагира. Вели да, но човек што сака да се повлечи од политичката сцена, да не биде присутен во Македонија, да живее во Дубај или во Паљури, не знам, не би го купил ловниот дом во Струмица. Дали го купил ЗЗ, дали не го купил, дали луѓе блиски на ЗЗ, дали дел на струмичкиот клан, меѓутоа ловниот дом во Струмица сега станува Вила парк. Дали тамо живее Зоран Заев или не живее, тоа е небитно за ова приказна. Меѓутоа главните средби, например и вчера, има средба или до нас стигна информации за средба на лицето ЗЗ со еден многу моќен бизнисмен од Република Македонија и еден многу моќен бизнисмен кој допред неколку години беше градоначелник на еден многу фреквентен град, каде што се случи една хаварија минатата година во Република Македонија, но за таа средба во некоја друга прилика. Многу е важно да детектираме прво кој не се појавил на таа средба во ловниот дом во Струмица, подоцна ќе анализираме кој се појавил на таа средба во ловниот дом во Струмица. Од поканетите не се појавил поранешниот спикер на македонскиот парламент Јован Митровски од Струга. Зошто не се појавил? Кои се неговите очекувања? Кои биле размислувањата? Кои биле проценките? Е тотално небитно, но поканете не се појавил. Во една ваква конфигурација на односи, кога тој се смета за дел на шинелот на играчи или тесниот круг на играчи околу Зоран Заев, индикативно е зошто не се појавил. Се надам дека не е поради некакви субјективни, туку дека поради одредени политички причини.
Вториот кој не е поканет, а веројатно сака да биде присутен тамо е Миле Зечевиќ. Миле Зечевиќ, Венко Филипче и Зоран Заев го спакува конгресот крајот на јануари оваа година, конгресот на очетниот конгрес на Венко Филипче. Но не е поканет Миле Зечевиќ. Дали не е поканет бидејќи процениле дека може да има одредено триење, конфронтација помеѓу Миле Зечевиќ и Оливер Спасовски, или не е поканет за да биде репрезиран моделот кога Димитар Ковачевски доаѓа на чело на СДСМ. Што претходи на доаѓањето на Димитар Ковачевски на чело на СДСМ? Номинација или кандидатура на Миле Зечевиќ за иден председател на СДСМ, и тоа Миле Зечевиќ го прави во текот на својата кариера. Прв истрчува, Джанго пуца први што се вели, се кандидира, ја номинира својата политичка волја и подоцна се пазар или се договара за одредена функција на пониско ниво. Се кандидираше да биде лидер на СДСМ и се испаздари со Димитар Ковачевски да биде лидер на СДСМ, а Миле Зечевиќ да биде генерален секретар. Сега се постава прашањето дали Миле Зечевиќ со ова ново салто мортале, да е поканет или да не е поканет на таа средба, сака да отвори врата да репрезира одредено сценарио од 2004 година, битката со Коли Ќурчиев, Никола Ќурчиев за генерален секретар на СДСМ. Миле Зечевиќ ја напушта таа битка и станува генерален секретар на владата на Република Македонија. Тоа што ви обяснив со Димитар Ковачевски, сега на мала врата можеби да фати приклучок до некаква група. Негор Ивановски Шема, Андреј Петров и таа структура која сака да направи нов демос во рамки или во структурата на СДСМ. Кои се тамо поканите? Па најтесниот состав не играчи на Зоран Заев. Љупчо Николовски или Љупчо Путерот, Благојче Бочварски, Оливер Спасовски, Митко Тречуловски и Сања Божиновска. И популарниот Венац или Венко Филипче, кој на последните средби со пура во устата, нели тука се обидува да биде некаков помирител на структурите внатре во СДСМ. Индикативно е присуството на Оливер Спасовски. Гледате, Оливер Спасовски квинтата му го сугерира на Зоран Заев, поканете на таа средба. Оливер Спасовски кој кокетира со оваа група Негор Ивановски Шема, на Андреј Петров, кој сака да направат одредени промени во структурите на СДСМ. И на интервјуто на една национална телевизија пред 10 дена кажува две индикативни работи, дека изборот на Венко Филипче е легитимен, дека е легитимен конгресот, што покажува дека Оливер Спасовски на терен не е толку силен колку што се представува, бидејќи ако бил силен би предизвикал да нема кворум или да нема доволен број на делегати на тој конгрес каде што изборот на Венко Филипче или всушност отчетот на Венко Филипче тој го дефинира како легитимен, и под број 2 каде што глуми дека не е информиран, дека не знае што се случува во она група или со она платформа за промени внатре во СДСМ. На тој начин Оливер Спасовски се промовира во играч кој сака да кокетира, да балансира, со едната нога да биде во групата за промени, со другата нога да биде во групата на Зоран Заев и по можност тој да биде единствениот мост кој ќе ги спои тие две групи. Тој е сосема различен. Гледате, имате два модели, тоа што јас го дефинирам под знак на прашалник Сојуз за Македонија. Концептот на Оливер Спасовски, оваа група, Негор Ивановски Шема, на Андреј Петров, да биде група внатре во СДСМ. Таа да биде скарана со групата на Зоран Заев и со групата на Венко Филипче, и Оливер Спасовски да биде тој што ќе ги помирува овие две групи. За разлика од него, Бранко Цренковски сметаше дека таа група на Андреј Петров, Негор Ивановски Шема треба да предизвикаат конфликт на конгресот на СДСМ на 25 јануари и по можност таа група да се промовира во нов политички субјект на македонската политичка сцена. Во таква ситуација би имало три СДСМ. СДСМ на Венко Филипче на Зоран Заев, СДСМ Негор Ивановски Шема и СДСМ или знам на Максим Димитриевски. Во таква ситуација Бранко Цренковски би бил Киро Глигоров на чело на Сојузот за Македонија, кај што би имало три СДСМ. Заев, односно СДСМ на Заев и на Венко Филипче, СДСМ Негор Ивановски Шема и СДСМ на Знам или на Максим Димитриевски. Оливер Спасовски смета дека треба да има еден СДСМ, но да има неколку раскарани групи и тој да биде тој што ги помирува. Кој од овие два концепти ќе биде промовиран и дали е можно таа група која се најавува дека ќе биде промовирана, демос, некаква платформа и така натаму, да стане вирална, да стане видлива и со помош на странците,
всушност да се наметни како решение кое прво ќе направи промена во СДСМ, а подоста на бранот на тие промени да направи промена во државата. Времето или периодот кој следи ќе покаже која тие три варијанти ќе биде реализирана, меѓутоа тамо врие, тамо ферментира и затоа ова вонредна анализа е посветена на таа тема. Што ќе прави лицето БЦ? БЦ во моментот, или Бранко Царенковски, не е член на СДСМ. Тој пред неколку години, значи пред заминувањето на Зоран Заев од лидерската позиција во СДСМ, го замрзна своето членство во СДСМ. Ниту Димитар Ковачевски, ниту Венко Филипче, бидејќи не добиле дозвола и зелено светло од газдата од Струмица Зоран Заев, го немат одмрзнато членството на БЦ во СДСМ. Не седнале, не поразговарале, не нашле заеднички јазик, така што човекот кој самиот нели се фалеше дека СДСМ е негова ДНК, во моментот не е член на СДСМ. Што планира да прави Бранко Царенковски? Под број 1, тоа се информациите кои доаѓаат до мене, размислува веќе подолго време со писмо да се обрати до членството на СДСМ. Веројатно тамо да каже, исто како што беше 2014 година. Не знам дали се сеќавате на писмо 2014 година, кога БЦ постои оној пораз, прв пораз на Зоран Заев на чело на СДСМ, му се обраќа вели ниту јас, мисли Бранко Царенковски, ниту ти сме иднината на СДСМ, иднината на СДСМ е Стео Пендаровски кој освоја повеќе гласови на тие претседателски избори кои прв пат ги губи од Ѓорги Иванов во споредба со СДСМ. Дали во некој сличен стил, во некој сличен правец, меѓутоа БЦ планираше или планира се уште да напише писмо со кое ќе се обрати и до раководството и веројатно до членството на СДСМ, без разлика што неговото членство во СДСМ во моментот и во оваа фаза е замрзнато. Под број 2 имало една средба на овие групи за промени во СДСМ, мали БЦ и велики или големиот БЦ имале средба, каде што БЦ сугерирал, каде што Бранко Царенковски сугерира да биде формиран тим за реформи внатре во СДСМ. Во тој тим за реформи внатре во СДСМ би влегле, според толкувањето или барањето на Бранко Царенковски, Илја Илјовски, вториот директор на Комерцијална банка и долгогодишен висок функционер на СДСМ, поранешен директор на Царинската управа на Република Македонија, Игор Ивановски Шема, Никола Поповски и Горан Герасимовски, градоначалникот на општина Центар. Тој е новиот лик во СДСМ, очигледно Бранко Црвенковски и очигледно таа групација на Јордан Камчев, Наташа Савова играт на картата, ги подгреват амбициите на Горан Герасимовски, дека ова СДСМ со Зоран Заев и со Венко Филипче потрошено, нема капацитет да го воскресни политичкото мртво тело на СДСМ, дека тоа треба да го направи Горан Герасимовски. Тие структури очигледно играат на него. Таа група за реформи всушност би го реформирала СДСМ идеолошки, концептуално, теренски, така натаму и би подготвила терен за избор на нов лидер на СДСМ. Во оваа фаза, значи БЦ не се наклонува кон групата за промени, не ги одбива, туку оди кон некое средно решение. Знаете, тоа средно решение кое вие ќе погледнете концептот на БЦ е формирање на нов политички субјект, кој би тежел 60-70 илјади гласови. Максим Димитриевски, неговата партија која е во еден надолен тренд која тежи некаде 30-40, евентуално 50 илјади гласови, и ова партија на Зоран Заев и на Венко Филипче некој до 80-90 илјади гласови, тоа се тие 200-220 илјади цврсти гласови на левата опција во Република Македонија. Кој да биде начело на таа кровна конструкција, тој бил Бранко Цренковски. Значи, лицето БЦ има под број 2, односно 1 и 2 предлога до ова раководство или ова група за промени во СДСМ. Прво, тој писмено да се обрати до членството, со писмо да се обрати до членството на СДСМ и во СДСМ да биде формирана група за реформи. Групата за реформи нормално би соработувала со Бранко Цренковски, но таа група за реформи би подготвила терен за избор на нов лидер на СДСМ. Што би правил Игор Ивановски Шема? Гледате, 2013 година. 2013 година е направен пакт Зоран Заев да биде лидер на СДСМ, Игор Ивановски Шема да биде генерален секретар на СДСМ. Всушност да се реперизира двојката на чело на СДСМ од 2008 година. После заминувањето на Радмила Шекеринска 2008 година и пред доаѓањето на Бранко Цренковски на чело на СДСМ 2009 година, веде лидер на СДСМ или човекот кој е топли фотелјата до доаѓање на Бранко Цренковски е Зоран Заев, генерален секретар на СДСМ е Игор Ивановски Шема.
2013 година, кога Црвенковски, значи 4 години, односно 5 години после тоа се повлекува Црвенковски од лидерската позиција во СДСМ, направен е договор Зоран Заев да биде лидер на СДСМ, Игор Ивановски Шема да биде генерален секретар. Кога Игор Ивановски Шема се откажува или не го прифаќа тој договор, тогаш Оливер Спасовски станува генерален секретар на СДСМ. Гледате како се испреплетуваат, како се ролуваат кариерите на Зоран Заев, на Оливер Спасовски и Игор Ивановски Шема. Сега Оливер Спасовски повторно сака одреден конфликт на Зоран Заев и Игор Ивановски Шема и тој да биде тој што ќе ги смирува или ќе ги обидува тие две групи. Зошто? За да биде втор човек или генерален секретар на СДСМ. Како што сега стојат работите, не сум сигурен дека оваа група на Ивановски Шема би му ја дозволила или би му ја дала таа улога на Оливер Спасовски, а и Зоран Заев мислам дека во моментот има многу поприоритетни работи. Под број 1, како да му изрази лојалност на Христијан Мицковски, бидејќи во еден момент човекот кој го притисна Зоран Заев да не ги подржи, да не ја подржи опозицијата на изборите во општина Карпошчит и Стефче Јакимовски, зошто сега би му дозволил на Зоран Заев да може тука да глуми одреден обединител и тој со помош на ДУИ, со албанците и така натаму да му репрезира некоја 2016-2017 година. Кратко за другите опозицијски партии во левицата или опозицијски партии кои се дел на власта би можеле да бидат некоја лева коалиција за рушење или заменување на власта во Република Македонија. Гледате како Максим Динтрески се полека губи својата позиција во ЗНАМ, таму го заменува Горан Минчев. Имаше неколку варијанти, Лабудовиќ ако победеше на изборите во центар да биде нов лидер на партијата ЗНАМ. Имаше варијанти со Игор Филков, ниту Лабудовиќ, ниту Филков не искористија таа позиција, така што сега знаме во некој процес на вентилирање, на ферментирање, да чека да види што ќе се случи на политичката сцена. Партијата Левица зад завесата веќе се договори со власта. Ќе им бидат одмрзнати средствата од Агенцијата за медиуми, ќе им биде даден еден заменик народен правобранител и тоа е тоа. Ќе репризират ролјата на партијата на Војслав Шешел. Тие ќе бидат опозиција под Далечинско, кој се наоѓа во рацете дали на Христијан Мицковски, дали на Сашо Мјалков, дали на структури кои ги имат формирано некаде пред 6 или пред 7 години. Амар Мециновиќ имаше историска шанса, освои некаде 60.000 гласови, му парираше во вториот круг на градоначалнички избори во градот Скопје на Орце Ѓоргиевски и всушност Орце Ѓоргиевски беше сведен на пониско тежиште на гласови во споредба со Коце Треновски или во споредба со Ден Ларсовска. Меѓутоа во оној момент кога се види дека Амар Мециновиќ може да биде некаков играч кој би можел да кокетира со СДСМ, со други опозицијски партии во Република Македонија, со етнички заедници и така натаму, го извади од нафталин Димитар Апасиев и тој се обида да ја поклопи целата негова кампања. Значи, Амар Мециновиќ да не биде трансформиран во некоја македонска верзија на Алексис Ципрас. Во такви услови, кога Апасиев е се уште доминантен, не само што е доминантен, туку очигледно зад завесата се пазари, се договара и финансиски и функционерски, односно кадровски, ќе биде задоволен и неговото климнување и обезбедување кворум за клучни закони, Safe City и други закони во Република Македонија, македонскиот парламент ќе бидат искомпензирани кадровски и финансиски, останува битката да се води натре во СДСМ. Видите, во СДСМ сега како голем товар им е наметнато печатокот или им е наметнат печатокот дека мора да има нови лица. Ајде сетете се, Демос 2009 година, тоа е само неколку месеци после доаѓање на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ. Која е структурата која го формира Демос и една или две средби на Демос јавни беа реализирани во тој временски период? Радмила Шекеринска, Ѓорги Спасов Радмила Шекеринска која претходно беше лидер на СДСМ, Ѓорги Спасов кој беше генерален секретар на СДСМ, Тито Петковски кој бил генерален секретар на СДСМ или тоа што претходно беше СДСМ Сојуз на комунисти на Македонија, председателски кандидат и така натаму, Нано Ружин со подршка на Велја Рамковски. И таа структура која немаше нови лица, напротив имаше лица кои асоцира на некоја претходно СДСМ, со медиумска подршка на Велја Рамковски, го загрижи или го исплаши тогаш Бранко Црвенковски, кој само неколку месеци пред тоа ја напушти председателската функција на Република Македонија, дојде на чело на СДСМ. Кога вие на вакво кревко СДСМ, кој се бори против Заев или против Венко Филипче, ќе му наметнете впечаток дека се неопходни нови лица,
Знаете, нови лица ви се неопходни за да направите нов политички субјект. Бидејќи вие со нови лица во нов политички субјект се обраќате на неопределените гласачи. Тоа што сега се случува во СДСМ и таа група за промени, дури во втора фаза би размислувана за неопределените гласачи. Во овој момент нивна клучна задача е како членството на СДСМ да го рехабилитират, да го мотивират, да го вратат во игра и да го натерат да гласа за некоја нова СДСМ. Што ќе рече дека нив им треба стари лица кои се некомпромитирани, кои имат се уште углед, сериозен углед кај членството на СДСМ, тие да ја подржат оваа група и всушност да покажат дека надвор од шинелот на Зоран Заев и на Венко Филипче гравитира или има или постои одредена групација која сака да помогне СДСМ да стане повторно тоа што беше пред 5, 6, 7, 8 или 10 години. Ајде тоа да го објасниме со Петри Шилегов. Петри Шилегов може би да ви биде некорисен кај неопределените гласачи во Република Македонија. Но Петри Шилегов не може да ви биде штетен ако вие се обраќате на членството на СДСМ. Оливер Спасовски, знаете, тие групации ке кокетират кон Зоран Заев, кон Игор Јовановски Шема и во еден момент која група ќе биде посилна, ќе се наклонат кон таа структура или кон таа група. Оливер Спасовски вие тешко ќе го продадете кај неопределените гласачи. Но Оливер Спасовски, каков и да е, со каква и да е сила на теренот, е неопходен во некаква група за промени во Република, односно во структурите на СДСМ. Така што, кога вие ќе им наметните товарот како олово околу вратот дека тие мора да имат нови лица, тогаш вие ги подготвувате да прават политички субјект, а нивната задача е да го преземат СДСМ од групата на Зоран Заев и на Венко Филипче. Сума сумарум, во кој правец ќе одат политичките разврски во Република Македонија? Под број 1, Мицкоски има апсолутна власт, парламентарна, монетарна, извршна, председателска власт. Меѓународната заедница во овие први години и пол дена од неговото владење нема извршено дополнителен притисок Христијан Мицкоски да може да или да биде принуден да спроведе одредени уставни измени во Република Македонија. 2026 година тие процеси на можен притисок врз Христијан Мицкоски се засилуваат и при тоа парламентарни предвремени избори во Република Македонија нема да зависат од финансиска или некаква друга политичка криза во Република Македонија, нема да зависат ниту од одредени проценки внатре на одредени кадровски решенија во врвот на ВМРО-ДПМ, иако ние се уште чекаме да видиме кои ќе бидат новите подпредседатели на Христијан Мицкоски после конгресот почетокот на декември во Кавадарци, туку предвремени избори во Република Македонија ќе има во оној момент кога меѓународната заедница ќе почне да врши притисок врз Христијан Мицкоски за уставни измени во Република Македонија. За да бидат претркани тие процеси, Мицкоски ќе оди на предвремени избори во Република Македонија. Под број 2, Зоран Заев ќе биде во тајна коалиција со Христијан Мицкоски или Зоран Заев ќе се обиди да ја трансформира СДСМ со Венко Филипче во одредена опозицијска партија која заедно со Дуин Али Ахмет и другите опозицијски партии во Република Македонија би формирале прво во македонскиот сегмент некаков македонски влен или влен коалиција и како што коалицијата влен ја поразуваше структурата на ДОИ, таа некоја македонска влен коалиција предводена СДСМ и други политички партии да го поразат Христијан Мицкоски на некои следни редовни или вонредни парламентарни избори во Република Македонија. Под број 3, ако тоа не го прави Зоран Заев, некој Стево Пендаровски да биде донесен на чело на СДСМ, при тоа не мора да е Стево Пендаровски, некој Стево Пендаровски како одредена политичка фигура, како одредена политичка метафора. По 4, некоја нова структура со подршка на старо членство на СДСМ, нови политички субјекти, играчи и дечки да направи промена во СДСМ и така да биде захифтан некако нов опозицијски параход или брод кој би ја возел Република Македонија кон одредени промени. Во целата таа структура, први кои ќе побараат број телефонски и мобилен од новите политички разврски се парамилитантни, парабезбедносни, параполициски структури. И ајде тоа да го објаснам со Бранко Цренковски, односот на Бранко Цренковски и Зоран Верушевски, или Бранко Цренковски и Миле Зечич, бидејќи тоа е на исто безбедносно политичко милје. Дали Бранко Цренковски знаеше за бомбите вистината за Македонија? Да. Дали му беа ставени на располагање? Да. Дали Бранко Цренковски одлучи да ја користи тие бомби? Не. Тие бомби ги искористи Зоран Заев. Зошто Бранко Цренковски одбира да не ги користи бомбите вистината за Македонија
и со помош на тие бомби да дојде на чело на македонската држава или македонската влада, бидејќи тоа е мое слободно толкување, бидејќи Црвенковски смета дека товарот, облигациите, обврските кои би ги имал кон Зоран Верушевски се многу потешки од облигациите или товарот кој би ги имал кон Никола Груевски и кон Сашо Мелков. Што сакам да кажам? Дека на Црвенковски таа 2009, 10, 11, 12, 13 година полесно и помалку штетно му изгледало да коалицира со Сашо Мјалков и со Никола Груевски, отколку да го репризира моделот 2000-2001 година и тие негови бомби, кога Зоран Верушевски му ги имаше ставено на располагање. Зоран Верушевски мислам дека и сега бара телефон, ако веќе не го има добиено од оваа група за промени во СДСМ. Исто како што бара Миле Зечевиќ. Пораката на времето е дека Македонија треба да расчисти со тие структури. Века, вие не можете да направите промени во државата или промени во општеството ако не ја смените сопствената матрица. И ако таа матрица е втемелена на некаква канцерогена симбиоза на тајкуни, на политика, на подземје, на надземје, на одредено безбедносно или парабезбедносно милје, прво што треба да направите да ја расчистите, да го расчистите теренот, да ја скинете пајжината. И дури од кога ќе ја скинете пајжината, вие може да влезете во одредени процеси, одредени промени, бидејќи тие процеси всушност го донесува СДСМ на најниската гранка на неговото политичко битисување и функционирање, и вие сега не можете да сакате да се крените од тоа подземје на -5, -6 ката под површината и да стигнете до некој втор или трет кат над површината на земјата, со помош на истите алатки, да речеме, на Зоран Верушевски. Ова беше нашата вонредна политичка анализа, ке ферментират процесите во Република Македонија. Ке ферментират не дека ние го сакаме или странците го сакаат или дека не знам меѓународна заедница, туку времето бара одредени промени кога вие во овој свет кој е турбулентен, каде што се фаќаат нови позиции, каде што Доналд Трамп безмалку се движи до половина од неговиот мандат, фрли бомба во наводници, направи бура, распореди нови фигури, нема време да ги мрда тие фигури и да направи нека нова конфигурација на теренот. Полека се троши времето на Украина, полека се троши времето на Руската Федерација, тоа има рефлексија, ќе имаме избори во Унгарија, ќе имаме избори во Република Србија. Мицкоски ќе ги чека тие избори, но најмногу ќе чека притисок на меѓународна заедница. Во оној момент кога ќе дојде притисок на меѓународна заедница, тука во Република Македонија, ќе почнат политичките турбуленции и политичките ферментирања. Да не ми се налутат припадничките на поножниот пол. Тоа личи како на одредена госпоѓа или госпогица на некој 35-36 години. Биолошкиот часовник работи, се соочува со дилемата ќе остани сама или ќе направи семејство, фамилија, на кое ќе има едно или две деца, и во тој момент таа ја крева главата и бара кандидати со кои ќе формира семејство. Па нема да направи со некој кој е во Канада или во Америка, туку со некој кој е видлив, е присутен тука, кој може да го види, со кој може да комуницира, па меѓународната заедница се наоѓа во таква роља. Во оној момент кога ќе дојде да се реализира модел за менување на власта во Македонија, прво ќе погледнат, ако не е Венко Филипче, ќе биде Зоран Заев, ако не е Зоран Заев, ќе биде Стео Пендаровски. Ако не е Стео Пендаровски, ќе биде Олијер Спасовски, ако не е ни Стео Пендаровски, ни Олијер Спасовски, ќе биде ова група за промени. Таа група за промени да биде фактор на политичките разврски, мора да стане видлива, мора да стане вирална. Ова беше нашата анализа. Интервју недела 22 часот, нова политичка анализа, вторник 20 часот и 30 минути. Пријатна вечер.